Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во третата епизода на четвртата сезона на Македонскиот христијански подкаст. И оваа епизода ја посветивме на науката и христијанството. Една интересна тема и баш беше инициирана од наш гледач на подкастот и искоментира, па еве во оваа прилика го поздравуваме Блаже Спирески, кој коментираше на првата епизода од четвртата сезона за Христолик живот, зборувавме таму. И еден од коментарите беше од страна на Блаже и сега ќе го зборуваме, ќе дајме одговор на прашањето што беше во коментарот, а исто така ќе зборуваме за науката и христијанството и дали тие одат заедно, дали има некои контрадикторности, односно не се согласуваат во некои работи и дали нормално христијанството може да се докаже со помош на науката, би рекол, и дали науката може да го побие или го поддржува христијанството, исто така би зборувале во рамките на оваа епизода. Така да останете со нас, ќе ви биде интересно. И слушајте, изгледајте значи епизодата до крај, па после ќе донесете сами заклучок. И јас сакам да ја вклучите логиката, логичкото размислување со цел да донесете логичен заклучок на крајот од епизодата. Па еве ќе го прочитам на почеток како отварање на оваа епизода коментарот од Блаже, односно две прашања се тука. И ќе ги адресираме на почеток тие две прашања, а потоа ќе навлеземе подлабоко во одредени теми поврзани со науката и христијанството. Значи, едно прашање, колку е стара земјата според христијанството, дали е само 6000 години? Значи, тоа е првото прашање, тоест се поделени во две прашања, а има уште едно прашање, дали науката и христијанството може да одат заедно, односно едно со друго или не, ваше мислење. Значи, јас би ги адресирал, да речеме, првото прашање, колку е стара земјата според христијанството, дали е само 6000 години. Значи, во Библијата, ако читате, ако прочитате цела Библија, нема да го најдете напишан стих каде што пишува во Библијата земјата е стара 6000 години. Значи, нема таков стих и Библијата не тврди никаде дека земјата е стара 6000 години. Меѓутоа, ако ги пресметаме, значи од Адам до денес има околу 6000 години, значи сметајќи ги годините на луѓето кои се запишани во Библијата, значи од Адам до денес, значи може да пресметаме околу 6000 години дека луѓето се толку време на земјата. Дали тоа значи дека земјата е стара 6000 години? Може би и не. Значи немаме такво тврдење во Библијата и затоа јас искрено не знам колку е стара земјата. Ако сметаме според колку време се луѓето на земјата, би рекол 6000 години. Меѓутоа, такво тврдење дека земјата е стара 6000 години, Библијата експлицитно не го тврди. Значи нема да најдете стих каде што вика дека земјата е стара 6000 години. Така да, тоа е мојот одговор, да речам, и моето мислење во однос на ова прашање. И сега, јас имам подпрашање или, ќе рече некој, 6000 години велиме дека земјата е стара, 6000 години знаеме дека луѓето се на земјата. Дали е можно од Адам и Ева, значи еден маж и една жена, да имаме популација од 8.2 милиарди, последно кога читав на интернет, дали е тоа реално и можно? Значи, од Адам и Ева до денес 6000 години, така? Јас направив пресметка од Ное до денес. Значи, од Ное, времето на Ное, потопот, тогашниот свет се намали. Значи, имало, не знам колку луѓе тогаш, значи од Адам до Ное. Меѓутоа, за време на Ное имаше потоп и тогашниот свет беше уништен, да речем, односно потопен во вода и тогашните
луѓе беа, нели, популацијата остана само Ное со фамилијата. Значи Ное имаше 3 синови и тие 3 синови со своите жени беа на арката и од Ное до денес има 4000 години, отприлика 4000 години. И сега јас направив едно истражување и една математика, затоа ви спомнав на почеток вие да ја уклучите логиката и да размислувате логички дали ова нешто има смисла или нема смисла. Нели, рековме дека 8 луѓе беа во арката, значи Ное со сопругата и 3 синови со нивните жени. Океј, значи излегле од арката и дали е можно за 4000 години да стигнеме од 8 луѓе до бројка од 8.2 милиарди. Вака не ни звучи математички изводливо, од 8 луѓе до 8 милиарди за 4000 години. Меѓутоа, математички е можно и логички има смисла. Како? Па еве да речеме дека Ное и неговата жена немале повеќе деца. Нели, Библијата ми спомнува дека Ное имал само 3 синови со своите жени, значи понатаму немал Ное. Значи ќе се задржиме на неговите синови, значи тоа се 3 брачни пара, неговите синови со нивните сопруги. Значи тоа се 3 брачни пара, односно 6 луѓе. И сега едно прашање до вас, јас го имам тука одговорот. Што мислите? Ако на колку време треба да се дуплицира таа бројка, значи ако биле 6, да станат 12, од 12 24, на колку години тие треба да се дуплицираат, односно тоа е експоненцијален раст, за да се стигне до бројка од 8.2 милиарди луѓе? Одговорот е доста реален. Одговорот е реален. Значи, направив една пресметка и вика дека на секој 130 години, ако популацијата на луѓето се дуплицира, ние ќе стигнеме до оваа бројка, значи од времето на Ное после потопот до денес, значи околу 4000 години, и ако на секој 130 години бројката се дуплицира на луѓе на земјата, тогаш ние ќе стигнеме до денешната бројка. Ако речеме дека една генерација, нели, во тие 130 години, една генерација која е 30 години, таму имаме 4 кома нешто генерации во тие 130 години. Така да, оваа математика е доста реална. Односно, ако биле, нели, рековме 6 брачни парови кои можат да имаат деца, после 130 години биле 12 луѓе. Значи од 6 после 130 години имало 12 луѓе на земјата. После 260 години, значи зборувам од моментот на потопот до 260 години потоа биле 24 луѓе. И така натаму, значи, ако сметаме до денеска и ако го дуплицираме бројот на луѓе на секој, значи 130 години, ќе видиме дека после 4000 години од потопот ќе стигнеме до 8 милиарди луѓе популација. Дали тоа е реално? Еве, јас сакам да го прашам Никола, што мислиш, еве, ако го гледаме тоа логички, нели, на хартија, клучувајќи го и фактот дека имало, нели, војни, болести и секакви работи, дали е реално ако на секој 130 години популацијата се дуплицира, че зборуваме од, нели, од 6 на 12 или од 8 на 16 и така натаму, дали е тоа реално, пошто сепак тука сакаме, нели, логиката да ни работи. Сакаме нешто да сватиме. Што можеме да сватиме или што можеме да си представиме, нели, математички. Што мислиш ти, дали тебе лично ти има смисла ова математика? Да, па интересно ќе дојде во врска со овие бројки, дали
што мислам пред се би рекол свака част на општо на собирањето и на иницијативата, ама би рекол не дека е реална бројката или дека има смисла, само туку многу е реална и многу има смисла, бидејќи кога ќе читаме, нели, како што спомна ти за Ное, каже, и почнувајќи од времето на Ное и потопот и значи неговото семејство што остана и понатаму со дуплирањето на луѓе од 100 во рок од 130 години, ако се дуплират и пак стигаме до оваа бројка, е многу реално, бидејќи која е кога ќе видиме една од првата заповед или првата заповед на Бог која му е даде на Адам и Ева, тоа е, нели, плодете си, множете се и наполнете земјата, и тоа е, нели, Божја идеја. Ја даде таа идеја Господ, и ако Господ даде некаква заповед, некаков план, дали било ќе го изведи преку Адам и Ева или преку други луѓе, како што читаме во Светото писмо, дали во Стариот завет, дали во Новиот завет, Господ што имал план и што го изведил, значи ако е тој негов план, значи тоа нема ни да застане. Значи дали ти ги спомна, нели, секакви фактори, нели, спомна и може и во тој рок од 130 години, дали било во тоа време или во дури врбеле тие години, се дури сме стигнали до сега, имало војни, имало секакви работи, но бидејќи таа е заповед да растат луѓето, да расти популацијата, заповед е од Бог и тоа е Божја идеја, јас верувам дека е повеќе од реално, бидејќи тоа што Господ го замислил и тоа што е во Божји план, тоа што е во негова замисла, тоа Господ и ќе го направи. Тој ќе го исполни и тој ќе се остани на своето ветување и ќе направи се што треба, значи ќе ги искористи тие луѓе што треба, што мисли тој дека ќе се во таа ситуација најпогодни, најсовршени за таа ситуација, според неговата умисла, според неговиот план, и до крајот ќе издржи неговиот план, односно ќе се оствари неговиот план. Сад дали биле во овој случај почнувајќи од Адам и Ева, па потопот што се случи, па нели беа неверни луѓето и правеа секакво зло, па мораше Господ да направи потоп, па после со Ное што почна и сето тоа, јас би рекол според тоа мислење, според тоа што Бог досега гледаме дека оно што го ветил тој го исполнил, и ова е една, јас верувам, дел од неговиот план, да се множи, нели, популацијата, да се множи човештвото, да расти бројот на луѓе, и јас мислам дека Господ дали ќе ги искористи кои да луѓе биле да ги искористи, дали биле од Стариот завет или од Новиот завет, Господ ќе го исполни нешто го ветил, така да јас верувам дека сепак интересни бројки, ќе спомнам пак интересна математика што сме стигнале баш конкретно, ако одиме со таа логика, од тоа време и толку години фатило, баш на 130 години се дуплира, ако се дуплира човештвото и ќе стигнеме во оваа бројка. Зошто баш 130 години, зошто баш да се дуплира, точно не знам, но ми прави смисла бидејќи во прашање е Бог. Дека чим е Бог е во прашање, чим е неговиот план во прашање и е Бог е засегнат во нештото, тоа е самиот живот, нели? Плодете се, множете се, нели, да има живот и да расте бројката на луѓето. Јас верувам дека ако е нештото Божја работа и е Божја работа, сум убеден дека е тоа, Господ ќе го исполни и тоа е Божја работа, и бројките нас колку да ни изгледат и звучат интересни и така да не го земат вниманието, тие се сепак реални, бидејќи во се зборува за Бог и неговата идеја, така да јас мислам дека повеќе се од реални бројките, и бидејќи самиот факт пред се што е Бог инволвиран и е Божја идеја, а останатите бројките вака дали имат смисла или не вака на прв поглед, не знам, немам конкретен за бројките одговор, но дали се реални, да, бидејќи е Бог инволвиран, бидејќи пак ќе речам е Божја идеја, тоа би го рекол дека е да. Да, фала за искрениот одговор, Никола. И размислував додека, нели, сподели нешто. Океј, јас направив едно истражување или една калкулација и сега си размислувам дека ние не можеме да го објасниме Бог, во смисла да го објасниме со некоја равенка,
или со некоја научна метода. Зошто? Зашто Бог е надвор од времето, просторот и материјата. Значи Бог е безвременски, неограничен со време, неограничен со простор, значи тој бесконечен, без почеток и без крај, значи не го опфаќа просторот и времето. Значи и материјата, се извинувам. Значи Бог е дух. Бог не е материја. Да. И затоа ние не можеме да го опишеме со математика или со физика или со некои човечки термини. Меѓутоа имаме константи кои се во универзумот, би рекол, на земјата, како гравитација, инерција, тие се закони во физиката кои ние ги пронајдовме во природата, тие не ги измисливме ние, туку гравитацијата била секогаш тука. Да. Едноставно математички ја представил после Исак Њутон, Така и со ова, јас што го пресметав, едно истражување, со тие некои претпоставки, дека имало, војни и такви работи, каде што имало, намалување во одреден период на популација и така натаму, затоа некој просек е се тие 130 години. И, значи, она што може ние да го докажеме како луѓе, е гледајќи го она што веќе е создадено тука околу нас, наблюдувајќи го, истражувајќи го и документирајќи го. Значи, не можеме нешто да докажеме што е надвор од времето, надвор од просторот и надвор од материјата. Така да, тоа е многу битно да се напомене кога зборуваме за наука и христијанство. И тие тврдења што се од страна на Библијата за работи што може да се докажат, ќе разговараме за нив. А за работи што не можеме ние да ги докажеме со физика, со математика и со така натаму, не можеме ние да го опфатиме Бог во една рамка. Бидејќи Бог е многу поголем од таа рамка што ние како луѓе може да ја замислиме. Меѓутоа, има докази и за нив ќе зборуваме за постоењето на Бог. Тоа е нашата цел во оваа емисија, како што реков, значи со здрав разум пристапете, со отворен ум и уклучете вашата логика. Дали нештото има смисла за вас, ова што го зборуваме, или нема смисла. Меѓутоа, ние оно што го зборуваме, сакаме вие самите да го истражете, да го размислите, да го резонирате и да донесете одлука дали тоа е така или пак не. Едноставно ние ви го споделуваме нашето мислење околу темата, тоа го повара Блаже да споделиме наше мислење. Второто прашање е дали науката и христијанството може да одат заедно, едно со друго, или не. Ова е добро прашање и тоа е целта зашто ја снимаме епизодата. И затоа, значи, одлучивме да снимаме епизодата, да видиме дали науката и христијанството одат рака под рака или не. Значи, дали одат заедно, едно со друго или не. За таа цел треба да дефинираме некои термини. Ако зборуваме за нешто, мора да сме на иста страна, што би рекле. Кога разговараме со некој, мора да се разберам, окей, овој збор што го користиш ти во реченицата, во контекстот и како и да е, што ти значи? Често многу недоразбирање помеѓу луѓето и во секојдневната комуникација се поради тоа што термините или семантиката, значењето на зборот, тие зборуваат можеби за иста работа, но користат несоодветен збор. Така. Или значењето на зборот е сосем различно за едниот и за другиот. Затоа, сега ќе се занимаваме со дефинирање на термините и кога ќе зборуваме за тие термини, ќе знаеме за што зборуваме, значи што значи тој термин. Еве сега јас ќе го дефинирам терминот вистина според дефиниција во речникот на македонскиот јазик. Вика, тоа што одговара на стварноста, тоа што е реален приказ на објективната стварност.
Значи, под објективна стварност, јас подразбирам дека нешто што може ние да го видиме, доприме, искусиме, така да она што одговара на она што го гледаме во суштина, нели, што е објективна стварност. Факт, значи, најдов дефиниција за факт на Википедија. Има неколку типа на факти, значи, општа дефиниција за факт. Генерално, факт е настан што се има случајно или изјава што е вистинита во одредена објективна смисла, без разлика на тоа дали некоја зема за вистина или не. Некогаш се разбира има разлики во мислење на тоа што е фактички и постојат одредени методи за минимизирање на тие разлики. Во филозофија, факт е или вистинита, претпоставка или нешто, одредена ситуација што ја прави претпоставката вистинита. Во наука, факт е податок, поддржан од научен експеримент. За еден податок да биде прифатен како научен факт, неопходно е повеќе квалификувани личности да дојдат до него. Но дури и тогаш, еден факт не значи дека теоретскиот модел што тој го поддржува е точен. Во право, факт е изјава што е прифатена како вистинита од страна на порота или судија по преглед на доказите. Исто ги истражував и субјективизам и објективизам. Значи, субјективизам или субјективна вистина, според Википедија, е доктрина која утврдува дека нашата сопствена умствена активност е единствениот неоспорен факт на нашето искуство, наместо некаква заедничка или колективна, како и дека не постои надворешна или објективна вистина. Од друга страна пак објективизам, објективна вистина, според речникот на македонскиот јазик, е дефиниран како метод на испитување, проучување на настаните и појавите од општествениот живот, што се темели врз објективна реалност, научен објективизам. Значи, овие работи ни се, нели, да ни помогнат да ги дефинираме термините кои ќе ги користиме во ова емисија, нели, епизода. Интересно ми беше, нели, во науката како се дефинира фактот, вика податок поддржан од научен експеримент. За еден податок да биде прифатен како научен факт, неопходно е повеќе квалификувани личности да дојдат до него. Но дури и тогаш еден факт не значи дека теоретскиот модел што тој го поддржува е точен. Значи и науката, и дури фактите во науката имаат некоја така можност за грешка, нели, науката исто така е променлива бранша, значи каде што некои работи се менуваат, се откриваат некои нови знаења, нови информации и се менуваат одредени, нели, теории, нели, овде затоа вика теоретскиот модел што тој го поддржува е точен. Значи не значи дека тој теоретски модел е точен, значи има можност сепак и за грешка. И тоа, нели, научниците го признаваат и се свесни во однос на тие работи. Така да, тоа исто така битно да се знае. Пошто рековме, нели, за субјективна и објективна вистина, дека постои, што мислиш, еве, Никола, дали Библијата е субјективна или ако ти си ја прочиташ, тогаш тоа е вистина за тебе и ти така си одлучил или пак е објективна вистина. Значи, зборува вистина која е вистина за секој човек. Без разлика и дали ја има прочитано и не, меѓутоа дали е објективна во однос на вистината, нели, објективна вистина, или е субјективна или лична вистина. Ако некој ја прочита, тогаш тоа е вистина за него, ако го верува тоа или не. Што мислиш во однос на тоа прашање? Интересно ми беше кога спомна за, нели, како дел од одговорот на прашањето за науката. Што има слично, односно дали одат под рака со верата или не. И многу ми е интересно што го спомна делот, кај што имало моменти кај што се случило да е грешка, нели, и, нели, кажале, нели, се од страна на научниците спомнато, нели,
грешка е, тоа се знае, но од другата страна кај Бог нема грешка. Знаеме некак Бог е совршен и Бог е оној кој никош нема да речи од негова страна, значи кога зборуваме во врска со ова прашање дали субјективна или објективна вистина, значи Библијата. Многу интересно што кога ќе читаме, баш сакам да прочитам конкретно за 10 Божји заповеди. И интересно, кога ги читаме Божјите заповеди ние, можеме да најдеме кај нас грешка, кога видиме во Божјите заповеди не лажи, не краден или не прелюбодействувај, не му завидувај на ближниот. И можеме да видиме дека кога ги прочитаме тие, нели, кај нас е грешката. Не е грешката кај Бог што ги создаде, се Божји заповеди, Господи каде ги создаде, грешка направиш и ги создаде Божјите заповеди и да ја бараме грешката кај Бог, не, туку нема такво нешто, туку секогаш грешката е кај човекот кој самите заповеди кои доаѓаат од Бог ги прекршува. И сакам баш да ги прочитам заповедите и дека искоментирам нешто во врска со тоа. Значи, заповедите каде прв пат Бог му ги дава на Мојсей и на народот се наоѓа во Стариот завет во Излез 20 глава. Значи, и ќе ги прочитам, значи, од првиот до, мислам дека до 18-тиот стих, тој е 17-тиот. Ќе го прочитаме со се него и ќе коментираме нешто во врска со тоа. Значи, таму пишува: тогаш Бог ги изговори сите овие зборови: Јас сум Господ, твој Бог, кој те изведе да ги пецката земја од куќата на робството. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе си правиш врезан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото или долу на земјата, или во водата под земја. Не ќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш, зашто јас, Господ, твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до 3-то и 4-то поколение. А покажувам милости на илјадници кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Не ќе го изговараш напразно името на Господа твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи. А 7-миот ден е сабота, Господова, на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ниту твојата слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Почитувај ги својот татко и твојата мајка, за да ти се продолжат дните на земјата, која ти ја дава Господ твојот Бог. Не ќе убиваш, не ќе прелюбодействуваш, не ќе крадеш, не ќе сведочиш лажно против твојот ближен, не ќе го посакуваш домот на твојот ближен, не ќе ги посакуваш жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, ниту неговата слугинка, ни неговиот вол, ниту неговото осле, ни што и да е што му припаѓа на твојот ближен. Значи, тука ги читаме Божите заповеди и тука ги читаме кои се. И сега кога ќе ги прочитаме, ние ќе си речиме, ќе се најдеме, односно, дека сме криви ние во овој случај, дека ние сме оние кои ги прекршија Божите заповеди, дека ние сме оние кои не сме во право. А Бог е во право, а ние сме во криво, значи, и не може да си речеме ние кога ќе ги прочитаме Божите заповеди, кога ќе видиме дека сме ги сгрешиле, да не признаваме пред Бог дека сме сгрешиле, туку да се оправдуваме со тоа што ќе речеме и тој другиот направи греф, и тој другиот сгреши, јас ќе грешам, гледам јас дека и тој греши, ќе грешам и јас, и тоа да ми е оправдание, тоа да ми е она што ме оправдува, она што на некој начин пред Бог ќе ми биде како јас ќе го излажам Господ, јас ќе направам пред Бог дека е се во ред, а
Јас сум сгрешил, јасно Господ знае. Господ ги знае срцата на сите и знае Господ кога јас грешив, кога јас не бев во право. И Господ јасно ни вели дека треба да ги пазиме овие заповеди, како што прочитавме во 6 стих, како што пишува: покажувам милости на илјадници кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Значи Господ ги благословува оние кои ги пазат, кои го љубат и кои ги пазат, значи, неговите заповеди. И Господ знаеме дека јасно според тоа што го даде, нели, Божиот закон, Божите заповеди, и нели кажува јасно дека дава благослов, а на оние кои не ги, нели, така бе, во Стариот Завет така беше, нели, оние кои не ги почитуваа Божите заповеди, следуваше казна. Со тоа угледуваме, значи, кога го читаме тоа, тие факти, угледуваме дека Господ е сериозен. Значи, Господ е сериозен за ова работа. Господ, значи, не прави мајтап со вакви работи, односно кога се работи за живот или смрт. И знаеме дека Господ кога речи дека нештото е така, и ако ни речи не го прави бидејќи не треба да биде така, тогаш тоа е така. Не оти мене ми текнало, или ти на Димитар, или ти некој човек го измислил, нели, Светото писмо, ги измислил Божите заповеди, не, туку далеко од тоа, туку реалноста е дека без разлика што мислам јас или дали јас ја имам прочитано Библијата и дали јас ги следам Божите заповеди, не значи дека тоа е така, бидејќи јас тоа го правам, бидејќи јас ја читам Библијата, бидејќи јас ги пазам заповедите, тоа е така, или бидејќи јас верувам во Бог, јас верувам дека Бог постои, тоа е така. Не. Дали јас верувам во Бог или не, и дали јас ги почитувам Божите заповеди или не, факт е дека Бог постои. Факт е дека Господ постои, факт е дека Бог е жив Бог. Значи тој е жив Бог и дека, како што спомна Димитар, дека Бог е дух, нели, личност, духовна личност, и нели тој е сериозен за овие заповеди кои ги напише, и дека ние треба да ги пазиме тие заповеди и му укажуваме со тоа што ќе ги пазиме тие заповеди, укажуваме дека го љубиме Бог, укажуваме дека како што тој е сериозен према нас, према нашите животи, према нас, нашите битија, така и ние укажуваме дека сме сериозни према Бог и сме сериозни. Сериозно сме сватили дека тој постои без разлика на дали јас верувам во тоа или не. Значи Господ, или ги исполнувам заповедите или не. Значи Господ постои и дека нештото е јасно, дека Бог, неговото постоење е една реалност и неговите заповеди се сериозни, без разлика дали јас сум рекол нешто различно или дека некој религиозен водач или дека некој човек што е популарен, што е познат, речи обратно. Тоа не значи дека е така, или дека ако речи дека некоја популарна личност верува во Бог и дека Бог постои, дека треба да верувам и јас и дека Бог постои поради тврдењето на таа личност. Не, Бог постои поради тоа што тоа го опишува во Светото писмо. Тоа ни е кажано и знаеме дека Бог постои, го чувствуваме неговото присуство и знаеме дека тој е жив, односно се повеќе тој ни укажува, ни убедува пред се со созданието кое постои, нечу ќе се опулиме околу нас, кога ќе видиме дека има живот околу нас, живи материи, ова што е создадено и е прекрасно создадено, нели е прекрасно, изгледа прекрасно, ќе го видиме ние луѓето со нашето ограничено размислување, со нашите ограничени способности, едноставно е фасцинантно и самото сознание укажува дека Бог постои кога ќе се свртиме наоколу, без разлика дали јас верувам во тоа или не. Така да тоа би било на некој начин на кратко мојот одговор на ова прашање, и дека не е работата што ние си мислиме, дека јас ако го читам ова е така бидејќи јас го читам и бидејќи јас
сум одлучил да го веруваме така, не, туку бидејќи фактот за Божјото постоење околу нас кој ќе видиме е логички, како што рече Димитар, да ја уклучиме својата логика и да видиме дека е логично дека Бог постои и дека тој е на секаде околу нас, без разлика дали ние сакаме да веруваме или некиме, фактот дека Бог постои е реалност и една голема вистина и не зависи Бог, значи Бог и неговото постоење од туѓи мислења. Така да, тоа би било некој начин одговорот на моето прашање, на тоа прашање. Да, малце комплексен одговор, еве јас ќе го поедноставам прашањето малце подиректно да биде. Нели, прашањето беше дали Бог е субјективна или објективна вистина. Нели, ги спомна ти 10 Божји заповеди. Така. Е сега, кога ќе ги примениме 10 Божји заповеди, без разлика, значи, дали станува збор за некој што верува дека постои Бог, го препознава постоењето Божјо, или не. Еве, ако ги примениме Божјите заповеди, објективно, значи, или непристрасно, рековме, значи, и кај атеисти, и кај будисти, секаде, значи, во сите сфери на општеството, така, без разлика на религија, раса и така натаму, дали ќе добиеме една објективна слика за, еве, моралот или разликување на доброто и злото. Еве, и човек што ја нема читано Библијата, дали овие работи, што се 10 Божји заповеди, ги знае. Природно му доаѓаат да ги извршува. Што мислиш ти? Да, интересно многу тоа што го праша и да, бидејќи ме наведи одма само кога го праша и кога заврши прашањето, ме наведи на друг стих што сакам да го прочитам. И да, интересно прашање, значи, и јас би рекол, има една статистика што, баш кога праша прашањето ми текна на тоа, некој човек што, дали ете како, според твоето прашање, дали бил атеист, дали бил небитно што ако не христијанин, научно, значи, било докажано, научен факт е тоа, факт стои како статистика, дека човек кој ја чита Библија, значи, и се труди да ги примени советите на Бог што ги има во Библијата, неговото, значи стање, неговото битие, неговиот начин на размислување се подобрува за 30% или како повеќе, така не да го стави на некој начин целосно да го стави животот, туку само едноставно да чита Библија и да ги применува овие работи. Без да го свати целосно концептот на вечниот живот, на радосната вест на Евангелието и губи на некој начин од тие работи кои во денешно време се многу познати на некој начин од тие болести или модерни болести како депресија, анксиозност, таквите работи. Научно е докажано дека човек кој го ја чита Библијата и ги применува тие работи, нели, порадосен е, посреќен, самиот човек и да не верува, не може да го објасни тоа, но кажува дека добива радост, добива исполнување, добива тоа како сведоштва од луѓе кои постојат, кои не се верници, кои само одлучил ќе ја прочитам Библијата, сакам да читам, ме интересира да знам повеќе што ќе направи едноставно читање на Библијата и следење на овие заповеди, што ќе направи со мене тој факт. И самите луѓе сватиле дека немале повеќе депресија, анксиозност, и такви, нели, модерни, или да речем, болести што сте и такви работи, ги губеле, а добивале на самодоверба и на радост, добивале нели, вера нормално, бидејќи верата доаѓа од Бог, знаеме, нели, и му се подобриле, значи животите драстично му се подобриле и како што има баш исто ми текна кога ме праша тоа прашање, како што има, нели, прекршувањето на заповедите кои Бог ги дава, односно правење на грев, нели има последица, така има на некој начин позитивна последица исполнување на заповедите. И слушање на Божјиот глас и читање на Светото писмо и едноставно следење на Божјиот пат.
има позитивна последица, односно има резултат. И резултатот е, нели, и то статистички гледано, научно докажано, со сведоштва, со се, дека човекот има повеќе радост, повеќе исполнување во животот, нели, губи на депресија, анксиозност. И во врска со природно доаѓање на исполнување тие заповеди што го спомнати, сакам да прочитам од нели Римјаните, од Новиот Завет, тоа сакам да ги најдам тие стихови кои многу, кога ги читав ја за прв пат, ми беа многу интересни и на некој начин ни дава одговор како може некој човек што не е верник, автоматски, што велиме ние, автоматски му доаѓа да прави добро, му доаѓа да на некој начин зборот ми иди богобојазливост и страхопочит према Бог има, иако не го знае лично. Не знае лично дека Бог е всушност Исус Христос, нели личноста која ни е изјавена, нели, која ни е отелотворена во Новиот Завет, ја дознаваме Господ Исус Христос. Не ја знае, нема проучувано, не си има запознање лично со Бог, лично искуство, тоа што го тера, нели, човекот да прави добро едноставно и да прави да не ги прекрчува Божите заповеди, иако може не ги знае кои се и самиот го нарекува добро. Нели, ќе направи ништо, ќе рече ова е добро, пошто знаеме, нели, пошто знаеме добро, нели, и дека Бог тие луѓе што ги прават тие работи, нели, гледаат самите и немаат изговор да речат дека ова што го направив, сгрешив, бидејќи нивниот живот се подобрил, нивниот живот се, нели, на непознатиот Бог, што можеби самите луѓе истите си го велат, тој Бог што не го запознале веќе, да го направам тоа и да ме интересира, од интерес самите му се подобрило, значи, стањето на нивниот живот и така натаму. И би прочитал од Римјаните, значи, само да го најдам секунда. Да, значи, сакам да прочитам од Римјаните, послание до Римјаните 2 глава, и тој стих е 15-тиот. И таму пишува за тие луѓе кои не го познаваат директ Бог, пишува: тие покажуваат дека делото на законот е напишано во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат. Значи, Господ, ете овде што пишува, нели, во ова, дека на законот е напишано во нивните срца, нели? И нивната совест и нивните мисли, нели, сведочат што меѓусебно се обвинуваат или се бранат, нели, кога ќе го направи некој нештото, тоа што го тера човекот да рече ова што направив е зло, без разлика што не знае дали тоа го пише во Библијата и не знае дека Бог вели дека тоа е зло, овде ни се потврдува со овој стих дека делото на законот е запишано во нивните срца. Значи, Божите заповеди, Бог што вели дека ако го прекршиш ова е лошо и ова ако го исполниш е добро, тоа е запишано во нивните срца. Вика, нивната совест сведочи нивните мисли. Меѓусебно се обвинуваат и се бранат, и тоа ни дава одговор дека некој кој ќе направи зло и што велиме ние народски го јади совеста и не му е пријатно што го направил тоа, и ако не знае зошто е тоа лошо, не знае дека лошо е поради тоа што Бог го рекол е лошо, овде имаме уште една потврда дека тоа е така и дека делото на законот е запишано во нивните срца, иако тие не го имат прочитано, нели, или не го знаат, тоа е запишано, тоа е вградено, што викаме ние со други зборови, и зашто сведочат нивната совест и нивните мисли и самите на некој начин што велиме совеста така ми вели да не е правам, моја бедите што ги слушаме народски,
кажано, тоа е бидејќи делото на законот вели запишано во нивните срца. И ми е интересно што баш го постави тоа прашање и ми дојде тој стих на Господ да го прочитам за законот, иако некои луѓе не го знаат и не го имат прочитано. Зошто, ете, например, лоше да убивам, бидејќи Бог вели така, иако тој не го знае тој факт дека Бог вели не убивај и дека е лошо. Се што вели Бог да не го правиме, значи е така и дека е лошо ако го правиме. Ова ни е потврда дека законот е запишан во срцата на луѓето, на оние кои не веруваат и кои не го познаваат лично Бог, така да се надевам на некој начин има поконкретен одговор би бил за тоа прашање. Да, опширно го објасни и јас сакав да се задржам малце на моментот дека кога ќе ги земеме, нели, 10 Божји заповеди, нели, ова последното што го прочита, дека тие се во нас запишани во нашите срца, во нашата совест и нашите мисли меѓусебно се обвинуваат или се бранат. Значи, еве, јас ќе земам, нели, тие зеде не убивај, што е доста сериозна работа. Еве, јас ќе земам заповедта не лажи, или не посакувај нешто туѓо. Нели, и не кради. Тие заповеди, например. Ако, нели, тврдењето на тистите дека се е релативно, дека нема, нели, се како ти што мислиш дека е, нели, субјективна вистина. И сега, ако го излажиш некој атеист, ќе ти се налути. Зошто? Зашто знае дека тоа е лошо. А како знае дека е лошо? Па неговата совест му сведочи дека лажењето е лоша работа. Да. Значи, тоа го знае секој. Бидејќи тоа е напишано, нели, во Библијата дека Бог ги ставил заповедите во нашите срца. Исто и со прелюба. Знаеш ти дека ако извршиш прелюба и изневериш твојата сопруга или сопруг за женскиот пол, знаете дека тоа е лошо. Нанесуваш, нели, штета на својот ближен. Ова го зборувам искрено и реално и значи некој може ќе рече не е тоа лошо, не, тоа е лошо. Совеста ви сведочи, меѓутоа совеста вие може да ја потапите, да не ја слушате. Тоа се случува со, нели, со алкохол, со дрога и со различни начини, не знам, со забава, со играње игри на компјутери, со секакви работи да се избега од реалноста, меѓутоа самата реалност ни кажува за тие работи. Значи, од тој аспект, објективна вистина се 10 Божји заповеди, каде што ни е опишан моралниот закон, значи законот за морал, каде што сите луѓе од целиот свет се под тој закон. Односно, тој закон е напишан во нас, во нашата совест, и сега ако не сакаме да ја слушаме совеста, здравиот разум, тогаш ќе постапуваме спротив. Меѓутоа, во нас мислите се обвинуваат или се бранат една со друга. Меѓутоа, совеста кај секој ден работи. Тоа е нешто што Бог го вградил во тебе, за да размислуваш на таков начин. Ако пробаш да се оправдаш со се релативно, кога ти се случи нешто, да ти излажи некој, да ти укради нешто, тогаш веќе престанува релативноста и ќе одиш и ќе ја бараш правдата, нели, ќе можеш зошто ми излажи, зошто ми украде. Да. И тој ако ти рече релативно е се, мислам дека добро нема да помини со тој изговор. Да. Така. Тоа чисто слагав само како нешто што мислам дека е битно и добро е и треба да се знае. Исто, еве, кога зборуваме, нели, за Библијата, зборувавме за 10 Божји заповеди. Јас сакам да зборувам зошто Библијата е вистина. Нели? Библијата е Божјиот збор, ама како јас знам дека тоа е вистината? Оти има многу религии во светот, има многу книги, има многу религиозни водачи и така натаму, од каде Библијата вистина? Библијата
има пророштва. Што е пророштво? Значи нешто што се е предскажано, значи кажано пред 100, 200, 300, 500, 1000, 700 години, па потоа се исполнува. Едно доста познато пророштво е пророштвото на пророкот Исаија. Исаија живеел околу 700 години пред Исус Христос и пророкувал за доаѓањето на Господ Исус Христос, за Месијата, Спасителот на светот. Има пророштво, значи 700 години пред Исус да дојде на земјата. Има многу други пророштва, дури има пророштва што сега се исполнуваат и ќе се исполнат до крајот на светот. Че ова може да си го истражите, чисто јас ве поттикнувам да го истражите овој факт. Значи, еве, пророкот Исаија, 700 години кој живееше пред Господ Исус Христос и кој пророкуваше, и тие пророштва се исполнија кога дојде Господ Исус Христос на земјата. Има и многу други пророштва кои денес се случуваат и ќе се случат до свршетокот на светот. Значи, пророштвата се нешто што може да се испита, да се провери историски, дали е така, нели се исполнило, а и ден денес тоа што се случува, што е предскажано, значи пред 2000 години. Замислете, пред 2000 години нешто што е напишано, предскажано во Библијата, денес се остварува и се исполнува. Тоа му додава на кредибилитет, авторитет, и затоа тоа е Божјо слово. Бидејќи човек тоа не може да го измисли, да знае што ќе се случи утре, камоли после 2000 години. Да. Нели има некои автори на научна фантастика, ова, она, па нешто погодиле, не знам, погодиле дали ќе има дали ќе имало смартфон, нацртале, нели нешто се до тоа. Меѓутоа Библијата се занимава со вечен живот. Значи, како човек може да добие вечен живот? И кој може тебе да ти даде вечен живот? Вечен живот може да ти даде само Бог, а не човек. Тоа е така 100%. Бог ни даде живот тука на земјата и Бог ни дава вечен живот и во небото, односно во Божјото царство. Има една изјава во Библијата, таа изјава ја има изјавено Господ Исус Христос. Во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Исус кажа дека е патот, Исус рече, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот, при Таткото, освен преку мене. Од каде ние знаеме дека навистина тоа што го вели Исус е така? Како Исус тоа го докажа? Пророштва се исполнија? Дали има уште нешто што ни покажува дека стварно Исус е она што тврди дека е? Никола, што мислиш ти? Да, интересно, кога ги читаме тие зборови, односно кога ќе го слушнеме тој стих или ќе го прочитаме, Христос кај што вели јас сум патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Таткото освен преку мене, кога ќе ги видиме сите други, религии, сите други вери, сите други царства што постоеле или како и да што биле мокни, што имали инфлуенс, односно моки така натаму врз луѓето и сето тие работи, гледаме дека никој не дал изјава за дека е пат, вистина и живот како Исус Христос. Значи сите другите кога ќе видиме, значи крајот му бил барајте ја вистината, вистината не е во мене, вистината, дури некој велеле вистината е во Библијата, вистината е кај христијанството. Сите тие, и знаеме, биле религиозни водачи на различни религии и биле обични луѓе. Но Господ Исус Христос е Бог. Тој е Бог и знаеме дека каде односно што ќе Бог ќе речи, што Бог ќе науми, ќе се оствари, што Бог ќе рече, е вистина, што знаеме бидејќи директно како Господ Исус Христос што рече дека тоа е патот, вистината и животот и сите
како што ги спомна ти пророштвата за Светото писмо, Бог, Господ Исус Христос ги исполнува сите тие пророштви и допрва ќе ги исполни што доаѓаат и никој не ги исполна како што ги исполна тој, нели, како што спомнати Библијата кажува за неговото раѓање и сето тоа. И нели исто така во Стариот Завет, во Исаја 53, глава 53, кажува, значи го објаснува, нели, раснувањето на Христос, неговото мачење, неговото погребение, неговото воскресение. Цела глава која ќе ја прочитате, го објаснува тоа и кој ќе видиме во Новиот Завет, кога ќе се свртиме, гледаме дека на Исус Христос истото му се случи тоа што беше запишано во Стариот Завет, односно 700 години пред тоа да се случи, тоа беше запишано, документирано, пророкувано, како што спомнати, и кажува, нели, Исаја, пророкот Исаја кажува дека како што го испророкува неговото раѓање, така го испророкува, нели, неговата смрт, неговото погребение и воскресение, и во врска со воскресението, исто така на Господ Исус Христос, најповеќе, нели, најдокументирано и најзапишувано, најбарано, најистражувано нешто, истражувана случка било воскресението на Христос. Од сите случки, од сите работи што луѓето сакале да барат документирања, документации, нели, дали е тоа вистина, дали е тоа лага или не, од сите работи што се случиле во светот, нели, ти го спомна за некои научници што креирале, нели, рекле ке има смартфони, коли, такви работи, сите тие луѓе што барале дали тоа е вистина или не, што ги барале, значи, дали е вистина или не, во таквите работи што не се занимаваат за вечен живот, што спомна ти, нема толкава заинтересираност и нема толкава барање, толкаво откритие, како што има за воскресението на Господ Исус Христос. И во врска со тоа сакам да прочитам неколку стихови за неговото воскресение и зашто на некој начин воопшто ние сме тука пред вас, ние воопшто кажуваме за ова, воопшто читаме и би прочитал од првото послание до Коринтијаните, 15 глава, значи ќе прочитам од првиот стих до 14 може. Значи таму пишува: ви напомнувам, браќа, за Евангелието, кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите, преку кои се спасувате ако го држите цврсто, како што ви го проповедав, освен ако не сте поверували напрасно. Зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна и на третиот ден според писмата. Дека му се јави на Кифа, после на 12. Потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до денес, а некои почина. Потоа му се јави на Јакова, па тогаш на сите апостоли. А најпосле ми се јави мене како недоносче, зашто јас сум најмал меѓу апостолите и не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев Божјата црква, но со Божја благодат сум она што сум, а неговата благодат која ми е дадена мене не беше напразно, туку се потрудив поизобилно од сите нив, но не јас, туку Божјата благодат која е со мене. И така било јас или тие, така проповедаме, а вие така поверувавте. Но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некои меѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите, ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е и вашата вера. Значи, овие мокни стихови, кои сега ги прочитав, ни укажуваат дека, како што на крајот овие пишува, ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некои меѓу вас велат дека нема воскресение. Ако нема воскресение, тогаш ни Христос не воскреснал. Значи, ако воопшто нема воскресение, не постои живот после смртта на овој свет, значи тогаш ни Христос не воскреснал.
Ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е нашата вера. Нашата вера, значи, овие луѓе, значи, овие апостоли кои апостол Павле ги спомна, значи, сами од себе и сите други, тие изгинаја, значи, тие загинаја за вистина како ова. Вистина дека има воскресение после мртвите, значи, после смрт има воскресение, дека Господ Исус Христос беше оној кој воскресна и дека ако го немаше тоа нешто, ако немаше воскресение од мртвите, дека Христос не воскреснеше, ако не ни укажеше дека преку неговото воскресение има вечен живот, тогаш нашата вера е напразна, верата на сите е напразна и нашата проповед е празна, нема ништо да проповедаме, нема ние што да изустиме, нема ние што да кажуваме, нема ние што да подучуваме, што да учиме на некој начин. И овие луѓе, овие апостоли, значи, нивниот живот заврши на таков начин, односно биле убивани, биле, нели, гилотирани, биле, нели, му бил одземен живот и така натаму, бидејќи ова вистина е бранеле од тоа време и ова вистина дека има воскресение после смртта и дека Господ Исус Христос е пат, вистина и живот, е најнападнатата тема, најнападнатиот факт што постои во историјата на човештвото. Значи, никој факт и никоја вера, значи, никоја личност, како што е Господ Исус Христос, во историјата не била истражувана, не била барана и не била нападната, како што била Господ Исус Христос и воскресението на мртвите. Значи, ако нема воскресение од мртви, ако Христос не воскреснал, значи, тогаш празна нашата проповед, празна е вашата вера. Значи, сите тие луѓе кои изгинале, кои го дале својот живот, не го дале напразно, бидејќи тие верувале дека тоа е вистина, не само што на некој начин овие зборови што ги кажав звучеа може како не умреле напразно во смисла како нивна идеја било, тука пишувајте апостол Павле вели дека според писмата како што спомнавме бил, нели, Христос, значи, распнат, неговата смрт, погребан и воскресна според писмата, потоа им се јави на повеќе од 500 браќа, нели, му се јави на Кифа, односно Петар, на 12 апостоли и после на повеќе од 500 браќа. Значи, тие го виделе живи, значи, тие луѓе кои се браќа во Христос, кои тогаш биле живи, кои тогаш постоеле, го виделе жив Господ Исус Христос, како и апостолите што спомнавме, и тие не можеле тоа да го чутат, не можеле тоа да го негираат дека Господ Исус Христос воскресна, дека тој не е мртов, дека тој после неговата смрт толку готово, туку и умрели мисијата на Бог, односно дека тој е Месијата и дека дошол да изврши Божјата волја, пропаднало. Не, тоа не се случи, тој воскресна. Значи, тоа беше неговата цел, нели, да умри на крстот за нашите гревови, да ги земе во целост, значи, да биде погребан и да воскресни на третиот ден. И поради тој факт, поради тоа што го виделе жив Исус Христос, тие не се решиле да загинат, се решиле да до крај за верата да умрат, бидејќи тоа било вистина, го виделе со своите очи. И не неколку луѓе, туку 12 апостоли и повеќе од 500 луѓе кои Господ Исус се одлучил да му се објави. И тука гледаме дека тоа е вистина и гледаме причините зашто е најнападната тема, најпрашувана тема дали е вистина, најразлабочена тема, најзборувана тема, воскресение од мртвите и воскресението на Господ Исус Христос. Тука гледаме дека смртта на апостолите беше таква поради тоа што веруваја строго, тврдо веруваја во воскресението на Господ Исус Христос, дека тоа што Исус му се јави не беше илузија, не си го причинуваја тие, не го измислија тие верата во Исус Христос, односно христијанството, не го измислија тие, туку верата христијанство е поради Господ Исус Христос, не поради мене, поради некој човек, поради некоја човечка идеја, туку поради воскресението на Господ Исус Христос. И дали е вистина дека Господ Исус е пат, вистина и живот, дека никој не доаѓа при Отецот освен преку Исус? Да, имаме тука докази, имаме докази преку смртта на апостолите и крајот на нивниот живот, дека тие докрај за верата истраја, иако имаше закани за да му го одземат живот и го одзедоа живото, и
тие до крај остане цврсто се бореа бидејќи бе убедени дека Исус Христос воскресна од мртвите, нели, умре, беше погребан и воскресна од мртвите за наше оправдание, за наше спасение. Така да тоа би било некои аргументи кои следуваат на ова прашање, би рекол. Да, баш тоа е така дефинитивно кога тоа сакав нешто да искоментирам, нели, кога ќе го видиш Исус, нели, го видоа воскреснат и не можеа, нели, да молчат апостолите. Тоа беше нешто за нив, не знам, надвор од овој свет, што би рекле. Меѓутоа беше реално и тие ги видоа, значи, раните на неговите раце, реброто прободено и 40 дена има, нели, контакт со Исус, разговараа со него, јадеа заедно, ги поучуваше и после тоа тие проповедаа, го ширеа тоа дека Исус Христос воскресна од мртвите. Исус е жив. И поради тоа, значи, да се биде само се навратиме малце на поширока слика, да се биде во тоа време под Римското царство, тогаш цезарите или императорите беа богови, односно си правеа статуи и ти како дел од Римското царство требаше да му се поклонуваш на тие нели, лажни богови, да речем, нели, тие луѓе се, ама си изградиле за себе, нели, статуи, на тие статуи ти мораше да жртвуваш, не знам, еден грст пченица, нели, една рака пченица. Меѓутоа тоа христијаните во првиот век, во првите векови не го правеа, бидејќи тие знаеа дека Исус е жив и дека само на Бог треба да му се поклонуваш и нему да му служиш. Да. И поради тоа што не го правеа, не му беа послушни, нели, на Цезаровата заповед, беа фрлани во лавовски јами, значи јами во оние, како се викаат, колосеуми, нели, там пуштаа лавови и, значи, лавовите ги јадеа христијаните, беа палени живи, беа распнувани, тепани и сето тоа. А и ден денес исто нешто се случува во Нигерија и во останати земји. Последна информација што ја читав е дека 52.000 христијани се убиени во Нигерија заради тоа што се христијани веруваат во Христос. Има цена верата во Христос. Можеби дури ќе те кошта тука на оваа земја, овој земен живот. Но не е крај тука, туку има вечен живот. Јас сум убеден 1000% дека ако, нели, Петар, Павле, Јован и така натаму останатите апостоли, Матеј исто така, ако не го видеа Христос воскреснат, немаше да одат и да го шират Евангелието. Дури Тома интересна приказна има Тома, може да истражите, Тома апостолот. Тома се сомневаше. Вика, јас дури не го видам Исус тука, значи пред мене, и раните да ги видам од рацете и ребрата, и прстот што него ставам во неговите рани, не верувам. И беа собрани заедно, и дојде Исус, и му рече, значи, биди верен, не биди неверен. Зашто блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Да. Му требаше да се увери, окей, го доби тоа уверување Тома. И Тома замина се до Индија. Значи, до таму проповедаше за Исус и таму, колку што се знае, бил прободен од некој од стражарите таму на царот во Индија, бил прободен со копје и починал. Значи, од Израел тргнал до Индија за да проповеда за Исус. Значи, тоа се случува кога ќе го видиш Исус. Значи, нешто големо се случува, една трансформација во тебе. Исто, ти можеш да го искусиш
Бог, неговото присуство на лична база. Значи, Бог ќе те увери дека постои, дека е тука и дека навистина му е грижа за тебе, лично тебе сака да те увери. И сака да има еден личен однос со тебе. Тоа сака Бог да го направи во твојот живот. Како тоа ние може да го искусиме? Еве, нели? Бог постои, но дали јас можам тоа да го искусам, да знам дека Бог мене лично ме љуби и има план за мене и како јас може да комуницирам со Бог или да имам еден однос со Бог. Тоа се доживува преку вера. Сега, во што јас треба да верувам? Прво Библијата вика дека Бог ги наградува оние кои веруваат дека тој постои и кои го бараат. На друго место во Библијата пишува: ќе ме барате, вели Бог, и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Прво е ставот твој личен. Дали ти го бараш Бог или не го бараш. Едноставно бараш доказ, ако си тука, јави се. Да. Значи, ставот наш е: јас сакам да се запознам со Бог. А што направи Бог за нас? Ќе ви прочитам еден стих од Римјаните. Каков е тој дар кој Бог ни го дава? Дарот на вечен живот. А што заслуживме ние од едната страна? Во посланието до Римјаните, 6 глава, 23 стих, вели: зашто смртта е платата за грев. Значи смртта е казна, е заслуга за гревот. Тоа ние сите го заслуживме. Од другата страна, благодатниот Божји дар е вечен живот во Христос Исус. Значи, ние заслужуваме смрт, но Бог ни дава подарок, поклон, вечен живот. Благодатен Божји дар. Благодатен значи незаслужен, по милост, подарок, поклон, дар, кој или го прифаќаме, или го одбиваме. Ние сите сгрешивме. Значи сите заслужуваме да сме казнети со смрт. Смрт значи да бидеш вечно одвоен од Бог во вечноста. Значи, ќе има воскресение на мртвите и ќе има Божји суд. Зашто во Библијата пише дека на човек му е определено еднаш да умре, а потоа суд. Судот значи дека ти лично, секој лично, ќе се појави пред Бог и ќе биде суден според своите дела. Да си суден според своите дела, ова што го читавме во Римјаните, вика дека смртта е плата за гревот. Че ние сите заслужуваме смрт. Нашите дела се зли, односно сме направиле грев. А гревот е зло. Не можеме ние нашето добро да го надмени нашето зло. Зошто? Кога одиш на суд, тебе ти се суди за гревот, односно за тоа што си прекршил закон, и тебе ти се одредува казната. А казната на Божиот суд е смрт. Тоа е нешто сериозно. Втора смрт, а тоа значи да бидеш фрлен во пеколот. Тоа е најсериозна работа. И сега, од другата страна, има надеж. Која е надежта? Која е радосната вест? Досега ви кажав лошата вест, односно вистината и реалноста во каква состојба сме, а сега ви кажувам за радосната вест, за лекот и за излезот од оваа ситуација. Бог поради својата љубов, поради тоа што не сака и не сака ниту еден од нас да заврши во пеколот, во маки, во страдања и вечно одвоен од Создателот наш, тој одлучува
да го испрати Исус Христос. Господ Исус Христос умира на крстот не за неговите гревови, туку за нашите гревови. Че сите наши гревови му се припишаа на Исус на крстот. Исус умре на крстот за нашите гревови. Ја пролеа својата крв за да ги плати нашите гревови. Го симна од крстот, го ставија во гроб. Имаше двајца стражари што го чуваа гробот на Исус. И никој не смееше да се доближи до гробот. После 3 дена, значи со стража во гробот Исус, Бог го воскресна Исус од мртвите. Значи, Бог го воскресна Исус од мртвите. Светиот Дух го воскресна Исус од мртвите. Со тоа, Бог ни покажа дека го прати својот син, Божиот син, Исус Христос, да умре на крстот за нашите гревови. Да биде погребан, а тоа значи дека твоите гревови се погребани заедно со Исус во гробот. Беа погребани пред 2000 години и Бог никогаш нема се спомне за твоите гревови. И како што Исус воскресна од мртвите, тоа значи дека и тебе еден ден Бог ќе те воскресне од мртвите за вечен живот. И ти ако веруваш во Исус, навистина веруваш, се покаеш, значи ги признаеш пред Бог твоите гревови и се откажеш од нив, се свртиш према Бог да не живееш повторно во истите тие гревови и да не ти е грижа повеќе, нели, како живееш и што живееш, туку стварно сега не сакаш повеќе да живееш како што си живеел до сега, туку ќе се обратиш према Бог, ќе му го кажеш сиот твој грев, че тоа е покаяние, една промена да има, една промена на твоето мислење, промена на твоите ставови, на начинот на живење, и се вртиш према Бог и го следиш Исус, читаш од Неговото Слово, читаш од Библијата и го следиш Исус, тоа е покаянието, и веруваш дека Исус е оној кој умре на крстот, кој ги плати твоите гревови. Оваа смрт што ја читаме, зашто платата е смрт, платата за гревот е смрт. Че таа плата, таа смрт, таа казна ја плати Исус на крстот, за да не ја платиш ти. Тука е Божјата љубов, тука е Божјата милост. Значи некој друг плаќа наместо тебе, а тој друг е Господ Исус Христос. Ако ти тоа го веруваш искрено од твоето срце, дека Исус умре на крстот за твоите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден, ти можеш да знаеш дека твоите гревови се простени. И ти имаш добиено прошка од Бог и вечен живот. Тоа го вели Библијата. Не е тоа измислица човечка, туку тоа го вели Библијата. Сега, јас ќе те поканам на една покајничка молитва. Да ти во молитва дојдеш пред Бог, го побараш Него, зашто е напишано кој ќе го повика Господовото име, кој ќе го повика името на Исус, ќе биде спасен. Зашто вика, со устата се исповедува за спасение, а во срцето се верува за оправдание. Ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и во твоето срце поверуваш дека навистина поверуваш дека Бог го воскресна Исус од мртвите, ти ќе бидеш спасен. Твоите гревови ќе бидат простени и ти ќе примиш вечен живот. Тоа го вика Словото. Сега ќе го замолам Никола да се моли. Вие може да ја повторувате оваа молитва, но вашето срце и вашите очи нека бидат вперени кон Бог, бидејќи тој слуша и оваа молитва е меѓу вас и Бог. Оваа молитва е разговор меѓу вас и Бог. Бог ве чека, Бог сака да ви ги прости сите ваши гревови и да ви даде вечен живот. Одете кон Бог. Има еден стих, ќе го прочитам пред да се молиме. Вика, тоа е во Откровение, 3 глава, 20 стих. Ова го вели Господ Исус Христос. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него. И тој со мене. Господ Исус Христос ве повикува,
Господ Исус Христос е на вашата врата вечерва, или преку дента, кој и да го гледате видеото, меѓутоа Исус Христос е на вратата на твоето срце. Тој тропа, тој чука и чека да му отворите. Ако отворите, Господ Исус ќе дојде, ќе влезе при вас и ќе имате заедништво со Него, односно ќе вечера тој со вас и вие со Него. Затоа сега молете се заедно со нас и отворете му ја вашето срце, вашата врата, за да влезе Господ Исус Христос во вас, да направи промена и да ви даде вечен живот. Еден нов живот, променет за секогаш и за во вечноста. Може да се молиме. Може. Ти благодарам, Господи Исусе, за ова прилика. Ти благодарам што Ти ми укажа дека треба да дојдам пред Тебе и дека ми треба покаяние и дека Ти ми требаш. Ти благодарам, Господи Исусе, што умре Ти на крстот за моите гревови, беше погребан и воскресе на третиот ден. Фала Ти што знам дека преку вера во Тебе јас имам вечен живот и дека ништо не може друго да додаде на тоа. Се каам за сите мои гревови што ги имам направено во мојот живот и доаѓам пред Тебе ваков каков што сум. Барам Ти да ми бидиш од сега, Господи Исусе, оној кој ќе ме води во мојот живот и оној кој ќе биди мојот Господар и Спасител на мојот живот. Те молам уште еднаш да ми ги простиш моите гревови и да влезеш во моето срце, да дојдеш во мојот живот. Ти си добредојден кај мене и сакам да ме промениш. Фала Ти, Господи Исусе, што можам да Те побарам и што Ти ми даде вечен живот. Фала Ти, Господи, Те молам во името на Исус Христос. Амин. Амин. Да. Ако навистина ја молевте оваа молитва со искрено срце и со искрена намера да Бог ве спаси, може да бидете 100% сигурни дека Бог ја слушна оваа молитва. Бог лично ќе ве увери вас во срцето. Ќе го направи тоа што ќе го испрати Светиот Дух. Светиот Дух е Бог самиот ќе живее во вас. Ќе ве запечати со Светиот Дух. Зашто пише во Словото, нели, откако го чувте и вие Евангелието на вашето спасение и поверувавте во него, Бог ве запечати со Духот Свети. Значи, Духот Свети ни е печат од Бог и е како залог, ознака, дека кога ние ќе заминеме од овој свет, ќе си одиме безбедно дома, односно нашето вечно живеалиште заедно со Бог во небото. Одиме во Неговото царство. Тоа е прекрасно ветување. Сега вие тоа го искусивте. И сега вие треба да продолжите да читате од Светото Писмо, да се молите на Бог Таткото во името на Исус, да го барате Неговото присуство, да ја барате Неговата волја. Нели? Како што Исус се молеше во молитвата Оче наш. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како што е на небото, така и на земјата. Така и во вашиот живот, нели? На земјата значи дека и во твојот живот ти ја прифаќаш Божјата волја и ја живееш. Јас сакам да ви се заблагодарам уште еднаш што ја гледавте оваа епизода, се гледаме во наредната. Ви посакувам секое добро и многу Божји благослови. Пријатно!